Во рамки на проектот, мирот започнува со насмевка. Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово, во партнерство со уште неколку училишта од регионот, денес на втората работилница, дебатираа за родово базираниот говор на омраза на младите преку интернет и подигање на свеста за негово надминување. На работилницата учествуваа по 8 ученици од сите партнерски организации, додека реализацијата беше преку хибриден модел со користење на Zoom платформата заради превентивните мерки од COVID-19. Целта на денешниот настан е и практична реализација на проектот преку РИКО програмата Мирот почнува со насмевка. Вчера започна првата работилница, ова е втор дел од работилницата, втор ден. Почестени сме, горди сме заради тоа што Рајко ни додели проект, односно станавме носители на проектот во третиот повик на Рајко. Претходно реализиравме уште еден проект во кој што бевме партнери, меѓутоа сега сме носители. Целта на проектот е да се развива соработката меѓу младите од Западен Балкан, да се избегнува говорот на омраза, некои такви теми поврзани. За жал, сведоци сме на можеби не толку изразен говор на омраза, меѓутоа присутен е секако дека е присутен и по социјалните мрежи. Целта на овој проект и на овие работилници е токму таа тема, да се избегнува овој говор на омраза, а да се развива соработката меѓу младите. Во проектот кој е финансиран од РИКО, регионалната канцеларија за младинска соработка, се работи на 3 нивоа на сузбивање на говорот на омраза, кој според истражувањата е се поприсутен помеѓу младите, а целта е постигнување на друг наратив или говор за сузбивање на овој проблем, истакна Билјана Бошковска, психолог во средното училиште Ацо Русковски од Верово. Ацо Русковски е добитник на грант од РИКО во третиот повик кој беше објавен во 2019 година. Поради пандемијата целиот овој настан беше одложен и конечно од вчера започна неговото реализирање на еден хибриден модел каде што учениците се поврзани преку Zoom апликацијата и заедно соработуваат и комуницираат. Целта на нашиот проект е да се надмине говорот на омраза во земјите од Западен Балкан. Наши партнери се средното училиште од Гостивар, средното училиште од Подгорица и средно училиште од Сараево. Истражувањата покажаа дека говорот на омраза е се поприсутен помеѓу младите. А затоа ние како теми на овие наши работилници го избравме тоа, а целта ни е да постигнеме и да предизвикаме кај учениците користење на еден друг наратив или говор со што би се надминал овој проблем. И нашите колеги од другите училишта го споделија искуството дека е забележан говорот на омраза помеѓу младите. Ние детектиравме и ќе работиме на 3 нивоа на сузбивање на тој говор на омраза, а тоа е врз основа на половите разлики, врз основа на етничката припадност и главната тема на која ќе се сконцентрираме е булингот или интернет насилството кое постои и е присутно помеѓу младите. Импресиите на учениците кои учествуваа во овој проект се прекрасни, па со неговата реализација и преку запознавање, дебатирање и споделување на искуства, нивните очекувања се на високо ниво. Јас сум дел од проектот на РИКО и од вчерашната соработка сум многу задоволна, исто така и останатите се многу задоволни, очекувањата се на високо ниво. Исто така овој проект е многу важен за ученици како нас на оваа возраст и се надеваме дека искуствата ќе ги споделуваме и со останатите ученици, другари, пријатели, со сите што ги познавам. Во следниот период во рамките на овој проект ќе се одржат уште 2 работилници, со што учесниците во иднина би биле амбасадори за надминувањето на сите недоразбирања на младите во земјите од Западен Балкан, токму со сузбивањето на говорот на омраза.